Почитувани представници на медиумите, почитуван министер за образование и наука, почитуван директор на студентскиот центар. Ми причинува посебно чест и задоволство што денеска имавме можност да ги промовираме двата реновирани блока ВИГ овде во студентскиот дом Гоце Делчев. И тоа ја покажува само намерата на ова влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз во однос на подобрувањето на студентскиот стандард. Тоа беше основен приоритет за да направиме се и да ги подобриме и ученичкиот и студентскиот стандард. Овие простории кои што денеска се стават во употреба, навистина се направени по сите можни стандарди, реновирани со целосно нова опрема и со идеални услови за студентите кои што ќе ги користат овие простории. Важно е да се каже дека со ова завршува комплетното реновирање на студентскиот дом Гоце Делчев, каде што околу 1200 студенти ќе може да бидат сместени или 30% од капацитетот кој што го имаат токму студентскиот центар. Меѓутоа тука не застануваме. Треба да се заврши до крај проектот со партерното уредување на овој студентски дом. Исто така се работи проектот, во крајна фаза е веќе за студентскиот комплекс Стив Наумов, каде што ќе се реновира целосно зградата 1 и 2. И нормално дека се што треба да направиме понатаму во делот на подобрувањето на условите е да се заврши и реновирањето на заедничките простории во Кузман, односно да и таа зграда се направи енергетски ефикасна како еден од плановите. Секако дека многу време нема вложувања воопшто во овој сектор. Секако дека Министерството за образование и наука во овој период заедно со студентскиот центар направија низ на активности се со цел да се обезбедат финансиски средства и да имаме проекти и да можеме тоа да го завршиме на најдобар можен начин. Важно е да се истакне дека сега после 16 години за прв пат е променето менито во студентските домови на задоволство на студентите и сето тоа ја покажува грижата за иднината на оваа држава. Заради тоа што ако иднината на оваа држава се токму младите, учениците, студентите, најмногу треба да вложуваме во иднината на оваа држава. Од тој аспект сметам дека ќе се продолжи и понатаму со уште други мерки, како што беше и една мерка која што ја донесовме, а тоа е оброк за секој студент, каде што ќе се определува навистина по 2400 денари месечно за секој еден студент, ќе се исплаќа на оние оператори кои што ќе добијат можност да обезбедуваат храна за студентите, односно да се подобри навистина и исхраната да биде на еден поинаков начин. Така да остануваме посветени како влада, продолжуваме и понатаму да вложуваме во иднината на оваа држава, да вложуваме во квалитетното образование, заради тоа што основата, темелот на една држава, на нејзиниот напредок е да створиме навистина квалитетни образовани кадри кои што ќе може да се вложат во иднината и градењето на просперитетна и Европска република Северна Македонија. Благодарам.